Во соработка со ЕУ Инфо центарот од Скопје, ЕУ Инфо точката во општина Кочани организираше работилница со учениците од двете средни училишта од Кочани, со цел запознавање на активностите што се преземаат од страна на ЕУ Инфо точката, како и со историјатот, телата и институциите на Европската Унија. Градоначалникот Димитровски ги покани сите ученици од средните училишта за информации и прашања поврзани со овие теми да ја користат ЕУ Инфо точката во Кочани. Во активностите на Инфо точката во Кочани спаѓаат редовното одбележување на 9 мај, денот на Европската Унија, потоа организирањето на тематски работилници, презентации и предавања, постојана дистрибуција на печатени материјали, летоци, публикации посветени на Европската Унија и на програмите за финансирање од Европската Унија. За целта кон која стремиме како држава Европската Унија, треба да знаеме што може, што повеќе. Во таа смисла е и денешната работилница во нашиот град со нашите гости, на која на вас како млада популација накратко ќе бидат презентирани историјатот, телата и институциите на Европската Унија. Предавач беше професор доктор Игор Јовановски, професор по политичка филозофија, инаку надворешно ангажиран експерт преку делегацијата на Европската Унија во Скопје, кој им ги представи на учениците од Кочани целиот историјат и телата и институциите на Европската Унија, за кои што учениците веќе имаат основни познавања од часовите во наставната програма по граѓанско образование. Целта е да се најде начин Европа да се возобнови. Значи, целта е да се најде начин да се изградат нови патишта, да се дигнат нови фабрики, нели, да се едноставно да се стабилизира социјалната положба на луѓето кои што само што излегуваат тука. Предавањето е резултат на добрата соработка на ЕУ Инфо центарот од Скопје со ЕУ Инфо точката во општина Кочани. Во принцип ова се поттикни информации кои би ги стимулирале да бараат додатни информации, односно податоци за тоа што, како, каде функционира во Европската Унија. Сепак, како Македонија која стреми кон Европска Унија, ова се млади генерации кои би требале да бидат носители на активности во кои запознаени со Европската Унија, би сакале да бидат дел од членови на Европска Унија. Работилницата беше интерактивна и учениците имаа можност да постават прашања во врска со темите, а се спроведе и мал квиз преку кој се запознаа за подеталните информации за Европската Унија.